Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. На суплементите гледаме како на пократок пат до доброто здравје и расположение. Меѓутоа, истражувањата говорат дека одредени проблеми со црниот дроб се во директна корелација со суплементите и лековите препишани на рецепт. Треба ли да размислуваме за здравјето на црниот дроб кога употребуваме суплементи и лекови? Ќе ја прашаме професор доктор Викторија Чаловска-Иванова, субспецијалист по гастроентерохепатологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, затоа останете на Телма. Какво е влијанието на суплементите и лековите врз здравјето на црниот дроб? На оваа тема денеска зборуваме со професор доктор Викторија Чаловска-Иванова, субспецијалист по гастроентерохепатологија во Аџибадем Систина. Професорке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден и драго ми е што сте тука. Благодарам на поканата. Поздрав и до гледачите на Телма телевизија. Темата што ја одбравте е убава, а е на некој начин предизвик, бидејќи последните, да речам, години, користењето на суплементи е во пораст. Практично со пандемијата, со ковидот, исправени пред предизвикот како да се заштитиме, како да си помогнеме во борбата против вирус, кој е познат, меѓутоа начинот на манифестациите не беше познат, нели? Добро се сеќаваме, тоа беше во блиско минато. Настана бум, експлозија на користење на суплементи. И до некаде оправдано, затоа што сите сакавме на некој начин да му помогнеме на нашиот организам, да го оснажиме во борбата против тој вирус. И таа навика некако остана. Од друга страна, луѓето, во психологијата на луѓето е да користат, да речеме, природни или препарати кои не се дефинирани како лекови или хербални продукти, дека на тој начин одат на некој природен пат во оснажувањето на своето здравје. Меѓутоа, сакам да подлачам дека нема синоним природно и безбедно. Значи доколку на препаратот пишува природно, тоа не значи дека тоа е добро за црниот дроб? Па не само за црниот дроб. И воопшто за целото тело? Ние тие хербални препарати прво не знаеме од каде потекнуваат. Декларацијата што ја пишува не мора да кореспондира со вистинскиот состав, значи пропорцијата на составните компоненти. Затоа што регулативата на овие препарати и на лековите е различна. Значи фармацевтската регулатива е многу строга во однос на лековите, зборувам. А овие имаат категорија додатоци во исхраната. И понатака, дали има контаминација? Значи, кој гарантира дека нема контаминација од тешки метали, од пестициди, од други компоненти кои не се декларирани во декларацијата, а кои може да се содржат, што има токсичен ефект. Понатака, како се чувани тие препарати, каде се складирани, тоа е многу важно, бидејќи топла и влажна средина е апсолутно погодна за развој на габички, па и на некои бактерии, а некои од тие габички може да имаат и канцерогено дејство. Например, афлатоксинот. Афлатоксинот е деклариран, тој е дефиниран како канцероген за хепатоцелуларен карцином, а тој може да се содржи во брашно, во пченица која не е чувана соодветно, значи влага, или долготрајно чување. Сето тоа погодува. Кај нас има, нели, тестирање. Меѓутоа, некогаш може, зборам за пченицата, за брашното, некогаш може тоа да помине под радарот, што значи се случува да има примеси од афлатоксин, а тој е веќе канцероген. Зборуваме за храна, а не за суплементи. Со други зборови, треба да бидеме предпазливи, треба да бидеме критични и треба да се одлучуваме за препарати кои се одобрани од мериторна агенција. Значи, не е сеедно кој стои за тој препарат. Не мора да стои само безбедно, natural и така натака. Кој е тој што одобрува?
Друго што сакам да кажам, суплементите не е sejedno кој ги користи во кои услови. Значи, некогаш суплементите, ние лекарите ги користиме како лекови, како дополнителна терапија. Ама тоа, ние стоиме за тоа. Значи, индицираме и контролираме, што значи дека кај тој пациент конкретно тој суплемент е неопходен за да се коригира некој дефицит, за да се подобри неговата состојба, еве конкретно за црниот дроб да ви кажам. Повеќето цирози имаат дефицит на витамин D3. Имаат дефицит на витамини кои се складираат во црниот дроб, заради тоа што складишниот простор се намалува, заради цирозата. Цирозата, нели, е болест која е хронична и која доведува до губиток на функционално ткиво. Што помалку ткиво останало, тоа капацитетот за складирање е помал, што значи резултантот е дефицит на одредени витамини, B1, B6, фолати, B12 и D3 исто така, и ние го субституираме тоа, да. Има и други болести кои одат со дефицит на витамини. Например, една голема група која викаме холестатски заболувања. Во превод тоа значи заболувања кои ги оштетуваат жолчните каналчиња. Жолчни каналчиња имају и во црниот дроб и надвор од црниот дроб. Ако се тие оштетени, а има такви болести, чиј таргет се токму тие каналчиња, тогаш е оштетено, односно намалено абсорбирањето на така наречени липосолубилни витамини, односно витамини кои се растворливи во масти. А тоа е една група А, Д, Е и К. Ние кога ги учевме како кратенка А, Д, К, Д, значи тоа исто да го значи. Особено е важно дефицитот на витамин Д и витамин К. Бидејќи витамин К е сврзан со склоност за крварење. Витамин D3 има многукратни дејства. Значи, порано се мислеше дека тој е битен само за коските, за здравјето на коските, на локомоторниот систем. Но сегашните сознанија зборуваат дека тој е вклучен во во подобрувањето, во борбата против автоимуните заболувања. Значи, тој може да биде вклучен во генезата на автоимуните заболувања ако е во дефицит. Понатака, низа болести на црниот дроб, понатака тој е битен и за здравјето на мозокот. Значи, дури Алцхаймер некои го поврзуваат како дел, како еден фактор, не значи дека е тој, и за малигните заболувања исто така. Што значи дека треба да се субституира витамин D3, ама не критично, не на своја рака и не без контрола. Тоа е она што гледачите треба да го понесат од оваа наша средба. Инаку, парадоксално е дека иако сме ние сончева земја, витаминот D3 е дефицитарен во голем процент од населението. И навистина е така. Значи, кај условно здрави, не само кај овие болести кои веќе ги спомнав. Тоа лесно може да се утврди со тестирање. Тестовите се достапни лабораториски и бидејќи во голем процент наоѓаме ниски вредности или многу ниски, тие мора да се поправат, да се коригираат. И денешните препораки се дека витаминот D3 треба да се дава во големи дози. Значи, дури и 10.000 единици на ден се спомнува. А порано, дефинираната дневна доза беше 400 единици. Гледате кој е тој сооднос. Значи, сознанијата го зборуваат тоа, студиите го зборуваат тоа и искуствата го потврдуваат тоа. Витаминот D3 треба да се дава и тој, кажав за кои аспекти од здравјето е многу важен, но друго што сакам да напомнаме дека тој треба да се дава со кофактор. Кофактор за витамин D3 е витамин К2. Значи, кога се дава во комбинација, тогаш се спречува таложење на калциумот во крвните садови, што е неповолен момент. Значи, за да го спречиме тоа, даваме К2. К2 го ослободува калциумот од зидот на крвните садови и го пренасочува во коските. Таму треба да се депонира. Не во крвните садови. Ако се депонира во крвните садови, тогаш е,
тогаш е патот за атеросклероза, за низа несакани ефекти трасиран. Инаку, нивото на витамин D3 треба да се тестира повремено, за да се види во кои рамки сме. Најдобро е тој да се движи кон горната референтна вредност од лабораторијата која ја користиме. Бидејќи навистина широк. Широк е, распон. Да, Од широк е. Долна и горна граница. Не треба да биде на долна граница. Тој пак ќе биде во нормален диапазон. Ама близу до долната граница го сметаме ниско ниво. Значи треба да се цели кон горната горната не граница. да се пречекори, да биде близко до горното, под горното ниво, кое се смета за референтна горна вредност. Професорке, има низа природни препарати кои што се наменети за здравјето на црниот дроб. Дали значи дека тие можат да се користат подолго време, безгрижно, во поголема доза? Значи, безгрижно, подолго време е апсолутно погрешен пристап. Зошто? Затоа што, без оглед дека се природни, ви кажав, мора да го тестираме реагирањето на црниот дроб со повремени контроли. Зошто? Затоа што има така наречени идиосинкратични реакции. Зборот сака да каже, во слободен превод, дека се работи за индивидуална реактивност, која е непредвидлива. Значи, ако јас и вие земаме исти препарат, вие може да немате никакви нус ефекти, а јас може да имам несакани ефекти. Зошто е тоа така? Затоа што се што внесуваме во вид на храна, суплементи, пијалоци, оди во црниот дроб. Тоа е нашата централна лабораторија. Значи се завршува таму? Оди прво таму, да. Таму се случуваат сложени биохемиски реакции, кои се дел од животот, кои обезбедуваат трансформација на сите тие продукти што сме ги внеле, вклучително и храната. Значи храната се видоизменува и потоа се користи. Ако јадеме јаглени хидрати, тие се разложуваат во цревото, се абсорбираат во вид на прости шеќери, одат во црниот дроб. Дел се троши за енергија, бидејќи шеќерот е првиот извор на енергија. Дел, ако имаме вишок, се депонира во гликоген. Гликоген е складиштен шеќер, ама неговиот капацитет е ограничен. И ако го надминеме капацитетот за гликоген, вишокот јаглени хидрати, односно шеќери, ќе се трансформира во маст и таа се таложи во масните ткива. Масните ткива имаат неограничен капацитет и затоа имаме екстремно дебели луѓе. Значи, постои дискрепанца помеѓу она што го внесуваме и она што го трошиме. Вишокот, организмот нашол начин како да го складира. Ама, ако ние упорно продолжуваме со вишок на внесење на јаглени хидрати, само го потенцираме таложењето во масното ткиво. И само расте дебелината, односно тежината. Сега, за да не дојде до тоа, треба да бидеме, нели, како да речам, вешти во исхраната. Исхраната треба да биде добро балансирана, разновидна, да ги содржи сите нутритивни компоненти, и јаглени хидрати, и масти, и протеини, и витамини, и минерали, и олигоелементи, и вода како течност, како течен медиум. Ако е тоа компонирано правилно и ако имаме доволна физичка активност, нема да дојдеме во ризик да имаме таложење на масти или тие масни ткива ќе бидат минимални. Тие ќе бидат резерви за, не дај Боже, организмот бил многу паметен. Значи, имаме опција А, опција Б, опција С. Ако таа опција С ја злоупотребуваме со енормно внесување храна, тогаш резултатот ќе биде дебелина или екстремна дебелина. Се разбира, тука се вклучени многу хормонални процеси сега, затоа што ако некој има инсулинска резистенција, ако има лептинска резистенција, тоа е исто така хормон кој е вклучен во апетитот и во исхраната.
тогаш без да сакаме, немоќни сме да се спротивставиме. Тогаш треба лекување, тие состојби бараат лекување. Значи, дебелината е болест која треба да се лекува. Друго што ме прашавте, што треба да избегнуваме за црниот дроб, а што да преферираме, така? Така. Од суплементите има ли нешто што вака навидуме безбедно, но во одредени дози може да создаде проблем? Витаминот С е безбеден. Витаминот С е познат антиоксиданс и витаминот С организмот нема начин како да го синтетизира. Значи, ние немаме ензими што ќе го синтетизираме. Така што добро е познато на искуство на првите морепловци кога пловеле во откривањето на новите светови, нели, со години без да имаат соодветна храна, умирале од скорбут. Зошто? Затоа што немале витамин С. Откако сватиле дека витаминот С го има во киселите, во киселата зелка, например, носеле буриња со зелка и се избориле со скорбутот. Сакам да кажам, витаминот С е добар антиоксиданс и имаме потреба од витамин С, особено ако сме биле во ситуација кога нашиот организам се истрошил, дали заради стрес, дали заради прележана инфекција, грипозна и така натака, дали заради оперативен зафат. Значи, ние витаминот С пожелно да го примаме. Хипервитаминоза С не е добра за бубрезите, може да преципитираат ложење на оксалати, значи да погодува за стварање на камчиња и може, бидејќи витаминот С по состав е аскорбинска киселина, може да даде некои несакани ефекти на гастроинтестиналниот тракт, значи да има иритација на желудникот, на цревата и така натака. Меѓутоа, во секој случај тој е еден безбеден, да речем, витамин. Што е со витаминот А? Може ли да направи тој некаков проблем со црниот дроб? Апсолутно, витамин А не смее да се предозира и тој прави фиброза во црниот дроб. Тоа е добро познато, значи кај секого. И практично витамин А се содржи во храната и ние евентуално, дури и кај пациенти кои имаат што ви реков, холестатски болести, ние го субституираме витаминот Д и витаминот К. Витаминот А со храната може да се компензира, да. Да се компензира, така. Да. Друго што сакам да кажам, уште едно прашање во однос да речеме на оние суплементи како што се куркумата, или таа и зачин, ѓумбирот. Дали се тие безбедни за црниот дроб? Бидејќи можеме да прочитаме дека се прочистувачи на овој орган. Ѓумбирот е многу добар, има антиоксидантно, антивоспалително дејство, дури и антимикробно на некој начин. Јас конкретно многу сакам ѓумбир и го користам. Значи не мора да го користиме како препарати, ви кажав како е произведено, што содржи. Имаме ѓумбир на пазарот, ке си го купиме, ке си го изрендаме, ке си ставиме во супа, има чаеви со ѓумбир. Тој е безбеден, тој е добар. Значи како зачин и како чај? Да. Па можам да речем и како состоен дел од храната. Може да се стави во супа, например. Куркумата исто така се користи како зачин, значи тоа е коренот тоа растение. А постојат и препарати куркумин. Куркуминот има поволно делување на согорувањето на мастите, на регулирањето на шеќерот, значи на намалување на инсулинска резистенција. Меѓутоа има некои моменти кога куркуминот може да даде несакани ефекти, значи не треба да се претерува со други зборови. Тајната е во умереност. Умереност, да, апсолутно. Умереност, разновидност, не мора да се држиме само до еден. Тоа е и за храната исто така. Значи, ако ние се ориентираме само на месо, не е добро, само на јаглени хидрати, па воопшто не е добро. Само на протеини исто така не е добро. Разновидноста значи да мешаме разни компоненти од храната. Медитеранската исхрана е таква, значи таму имате и јаглени хидрати, и протеини, и масти. Ама сето тоа е во правилен сооднос, умереност, значи не мора нити да прегладнуваме, нити да прескокнуваме оброци. Доручек, ручек, вечера е најприроден начин на исхрана. Се разбира, не треба се претерува, тоа да не биде количински многу. Храната треба да не биде и уживање, значи
има и хедонизам во исхраната, и тоа треба да го практикуваме. Брзото джвакање, брзото јадење исто не е добро. На некој начин го оптеретуваме дигестивниот систем. Значи, варењето треба да биде постапно, не да биде на брзина, да фрламе. Ние фрламе некогаш во желудникот. Тоа исто така не е добро, не е здраво. Значи, има многу елементи на кои треба да обрнеме внимание. Касното вечерање не е добро за здравите лица. Значи, касната вечера значи дека ние му обезбедуваме шеќери, хранливи материи на организмот кога мирува и тој тие ќе ги сталожи таму кај што не треба, во депоата. Депоа на масти. Може ли така да си го замастиме црниот дроб? Да, може. Особено ви реков, ако постои дискрепанца помеѓу потрошувачката и внесот. Така. Значи, многу е едноставно. Ама тоа треба да биде процес. Тоа не се прави на брзина. Значи, брзите диети се контрапродуктивни. Тие може да дадат... Тие се многу популарни. Брзи диети, Сите сакаат поврзани брзи со гладување. решенија. Сите сакаат брзи решенија. Во тоа е Квака 22. Брзото Што тоа решение... значи за црниот дроб? Видете, Дали значи, детоксикација ќе постигнеме на тој начин? На краток рок, еве сега да кажеме за тие диети кои носат брзо слабење. На краток рок, да, ќе дојде до видливо слабење, може да дојде до одместување некој, бидејќи се преферира тогаш согорувањето на сопствените масти. Ама тоа не е долгорочен процес. Вие не можете долгорочно да бидете на таква исхрана. Значи, после се враќаат како бумеранг. Работите ако вие се продолжите по старо. Тоа може да биде само тригер, еден почеток и да најдете мотивација после да се ставите на прав колосек. Во тоа е вештината, во тоа е вистинското решение разумно. Инаку, како да речам, брзо слабење, па после тоа што сме направиле? Дали ќе го одржиме тоа? Ретко тоа се постигнува, обично се враќаат килограмите назад. Да, ама тоа не е Јојо целта, ефект, нели? на сите ни е тоа добро познато. Јојо, да, баш јојо ефект. Професорке, кога не се чувствуваме добро, сите посегнуваме по парацетамол. Дали во големи количини може тој да доведе до некакви проблеми со црниот дроб? Парацетамол во дозно ограничените количини е безбеден. Меѓутоа, тој е опасен ако се предозираме. Што значи тоа? Кај децата мора да се дозира според килограм телесна тежина. Значи да се почитуваат тие напатствија што ги содржи нели препаратот или педијатарот да се слуша како да го даваме на децата. Возрастните максималната доза дозволена е 3 пати по 2 таблети од 500 мг, тоа значи 3 грама, максимум 4 грама. Ама тоа максимум значи за здрави луѓе. Значи, да не одиме до максимумот, затоа што сите имаме некој оди до максимумот, ки спие и некоја таблета за глава, во која што има парацетамол, а не се ни свесни пациентите всушност дека затоа се во својот состав да ја подигнеме свеста кај луѓето. Парацетамолот е опасен и тој по дефолт води до оштетување на црниот дроб ако се пречекори дозата. Тоа е старо сознание. Значи, во суицидални цели кога се зема парацетамол, може да се добие акутно откажување на црниот дроб и во западниот свет тоа е најчестата причина за акутна трансплантација на црн дроб. Акутна значи нешто што се јавува нагло кај претходно здрави лица. И тоа е навистина драма, значи тоа ако не се реагира брзо, се губи животот. А зошто? Заради парацетамолот. Ама ако се даде во високи дози. Значи или е суицидално, или погрешка ако се направи, во тој случај ќе имаме разни облици на оштетување на црниот дроб. Значи диапазонот е многу широк. Од лесно покачување на ензимите до потешки облици до откажување на црниот дроб. Кој како ќе има среќа, нели? Така. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, телефонскиот број е испишан на екранот. Слободно можете да поставите прашање кое што е поврзано со суплементите, лековите и здравјето на црниот дроб, но и целокупното здравје.
Има ли некои лекови за кои што се знае дека со сигурност доведуваат до оштетување на црниот дроб? Веќе ги спомнам анаболиците. Анаболиците се сметаат и суплементи, меѓутоа тие може да бидат и лекови. Зависи која е намената. Инаку се лесно достапни и младите луѓе, спортистите или лицата кои предпочитаат да имаат набилдана мускулна маса, ги користат за таа цел. И, за жал, ги користат без контрола. Анаболиците може да дадат разни облици на оштетување на црниот дроб и особено се опасни формите кои доведуваат до туморска трансформација. Тоа значи по 1 до 6 месеци од користењето може да се пројави аденом на црниот дроб, а некогаш и карцином на црниот дроб. Причината да биде тој анаболик. Тоа се синтетски препарати на тестостерон, обично. Друго, естрогените, контрацептивите. Тие исто така може да дадат и затоа се пожелни контролите, затоа се потребни контролите, за да видиме дали има реакција од црниот дроб. На колку време тие контроли треба се прават, бидејќи се земат контрацептивни пилови? Видете, во почетокот треба првиот месец да се земе, после на 3 месеци, после на 6 месеци, зависи дали ќе има некои индиции дека има пореметување или нема. Ако има индиции, тогаш може и да се промени лекот. Статините се на широко користени, особено кај луѓе со кардиоваскуларни заболувања, тромботични, хиперлипидемија и така натака. Статините може да дадат покачување на ензимите, може да дадат и сериозно покачување на ензимите и во тој случај мора да се стопира лекот, мора да се замени, да се најде некој друг аналог, некој друго решение и пак да се следи. Значи, следењето е неопходно. Кардиолозите тоа го знаат и често пати ни ги упетуваат нам за да интердисциплинарно го решиме конкретниот случај. Друго што прават статините, тие го намалуваат коензим Q10. Коензим Q10 е многу важен, тој е и суплемент, и еден ензим кој е важен за функцијата на митохондриите. Митохондриите се многу мали органели во клетките, кои се задолжени за обезбедување на енергија. Фабрика на енергија се всушност. Така, депо на енергија. Таму се депонирани пакети од АМП. Ако има студенти по медицина, ќе знаат што значи АМП, тоа е енергетска формулација. И кога има доволно АМП, кога има доволно митохондрии, тогаш клетката е обезбедена со енергија. Енергијата значи живот. Значи клетката може да функционира нормално. Сега, кога коензим Q10 е намален, тоа се реперкутира негативно на митохондриите. И заради тоа, оние лица што примаат статини, би требало да имаат суплементација со коензим Q10. Инаку тоа е многу јак антиинфламаторен лек, суплемент. Значи има многукратно позитивно дејство, но пак од друга страна, оние лица кои користат антикоагулантна терапија, треба да бидат свесни дека овој коензим Q10 интерферира, односно влегува во интеракција со таа терапија, па може да се доведеме во ризик од крварење. Затоа, императив е сите суплементи да бидат контролирани од лекар, да правиме консултации повремено, да правиме повремено лабораториско тестирање и да кажуваме кај доктор што се примеме. Јас од лично искуство ќе ви кажам дека луѓето, баш заради таа заблуда дека ова е природно и воопшто не треба, значи на цело инсистирање, дали примате хербални, не прашуваме хербални продукти, дали примате чаеви, дали примате некои природни препарати, дали примате некои дополнителни лекови, витамини, буквално на цело инсистирање се случува да не го каже
заради таа заблуда дека ова е нормално, природно и здраво. Значи, нема синоним помеѓу природно и безбедно. Значи, суплементите влегуваат во реакција со лековите и може да доведат до проблем. Значи, зависи лицето, кои дополнителни заболувања ги има, која дополнителна терапија ја прима. Значи, сето тоа добриот доктор мора да го испраша, да добие комплетна слика. Затоа медицината не е механичка наука, не е механика со шаблони, препиши ова, препиши ода. Треба да се прашаме што се друго прима и како тоа делува во интеракција со ова што ние го препишуваме. Тоа е многу, многу важно. Еве ќе ви кажам дека имало случај од комбуха да има трансаминази 300. Од комбуха? Да, да. Значи, тоа е моја лично искуство. Затоа ви кажувам. Значи, или од трансаминаза, тоа се всушност ензими на црниот дроб. Тие се покачени. Да бидат покачени 10 пати од нормал. Така. Сега, ние како лекари сме исправени пред предизвикот да утврдиме што е причината. Тоа се како оние филмчиња со Херкул Пуаро на Агата Кристи. Како детективи кога трагате. Да, многу работи се вклучени и треба да го расчистиме теренот. Треба да исклучите, така. И да исклучиме. Некогаш е вистинска болест во прашање. Меѓутоа, мора да исклучиме за да дојдеме до причината. Инаку не пишува дека е тоа причината, суплементот или, значи тоа треба да го заклучиме по принцип на исклучување. Значи ензимите на црниот дроб може да ги качат и суплементите и лековите. Професор, имаме гледачи малку повеќе почека, ќе ги вклучиме во продолжение на денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до вашата емисија. Ви благодарам. Конкретно се работи за карцином на дојка и меѓу болните од карцином е познато дека пијаме суплементи. Сега да каже нешто докторката што е добро, прибидејќи обично од дојка метастазира на црн дроб карцинома. Како би можеле ние да го заштитиме црниот дроб, да не добиваме метастази на црн дроб, или како да го храниме црниот дроб за да спречиме евентуално ширење на карциномот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. За жал, не можеме да го заштитиме од метастази затоа што примерната болест зависи во која фаза е откриена, како се лекува, и лекувањето на примерната болест во голем процент доведува до излекување успешно и до спречување на ширење. Меѓутоа, овие пациентки примаат вообичаено тамоксифен. Тамоксифенот доведува до заместување на црниот дроб, ама тоа е колатерална штета. Значи, тоа е нешто што го очекуваме и што ние го пратиме. Значи, доаѓаат пациентки така и даваме суплементи кои би го намалиле тој липоген ефект на тамоксифенот врз црниот дроб. Инаку, се она што кажав, витамин D3 да биде во повисоки вредности, значи делува поволно против карциномите. Тоа не значи да се свати дека тоа е лекот. Тоа е еден кофактор кој помага. Витаминот С како антиоксиданс исто така. Коензим Q10 како антивоспалителен лек кој ќе му помогне, кој ќе го снабди црниот дроб со енергија, односно со митохондрии кои се богати со енергија, тоа се може да помогне. Меѓутоа, самото метастазирање е сврзано со основната болест и со стадиумот во кој е откриена и начинот на кој се лекува. Значи, не треба да излезе од примерното седиште процесот, а за тоа се онколозите компетентни и ако е болеста откриена рано, значи процентот на излекување е висок и навистина денеска има многу ефикасни лекови за оваа болест. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Едно прашање до докторката. Работи лани ми установија гама-глутамилот на 709. Како јас не разбрав? Уште еднаш ако може да повторите? Не се слуша добро. Гама-глутамил. Гама-хистамин? Гама-гета?
Да, 710 ми дозволен за 75, со таблети Урсобил го намалив до 343 и сега пред еден месец докторот ме прати во Институт за имунобиологија и хумана генетика и сега они ми викаат продолжи пиги таблети. Та еве више преку 10 месеци, сега ми е вредноста 350. Што треба да преземеме понатака? Значи, прво треба да се установи причината зошто е покачен овој ензим. Ако е изолирано покачен, а другите ензими се добри, тогаш тоа може да се должи на така наречена индукција, ние велиме, од некои други лекови или од некои други состојби, например шекерната болест или преддиабетична состојба може да оди со покачување на гама-ГТ. Терапија некоја друга заради друга индикација исто така може да биде причина за покачување на гама-ГТ, ама пак ја нагласам, доколку е изолирано покачувањето, доколку не е пропратено со покачување на алкалната фосфатаза, значи ако е во пар и алкална фосфатаза и гама-ГТ, АЛП, да. Добро. Ако оди во пар, тогаш се работи за некое оштетување обично на жолчните патишта и треба тоа лекар да го установи. Така да не би генерализирала сега во случајов за што се работи, ама пак ќе кажам дека ако е изолирано, тогаш обично е или индукција од некои лекови заради друга причина, или е индукција од шекерна болест или некоја друга хронична состојба која не ја декларира гледачот. Така, значи, тука е всушност главниот проблем да се открие зашто секогаш причината работи. Треба да се бара. А за да се открие причината, треба не само добра анамнеза, значи не само добра анкета, добро испрашување на пациентот условно, туку и разгледување на цела документација што ја има, затоа што некогаш и цирозата може да биде со гама-ГТ во моментот покачено, другото да биде смирено. Знаете, цирозата е хроничен процес, тој бара еволуција од години, например. И ако дојде во фаза кога веќе е истрошено тоа оштетување во црниот дроб, кога нема веќе пропаѓање на црнодробни клетки, затоа што малку останале, тогаш може само некој да биде од нив покачен или блиску до нормалата, меѓутоа ние на други начини ќе констатираме дека се работи за цироза. Што значи не можам генерален заклучок да дадам, би било неодговорно и непрофесионално, ама се случува и да биде изолирано гама-ГТ покачено, а да не биде во сериозен контекст. Ама сега не можам да речам дека е конкретно. Значи не секогаш покачените ензими укажуваат на не болест. Сите, значи не ме разбравте добро. За гама-ГТ зборувам. За конкретно зборувавте, добро. Покачување на трансаминази секогаш значи некој степен на оштета на црниот дроб. Секогаш. Ама дали е тоа транзиторно, дали е хронично, дали е од посериозен степен, посериозна природа или не, тоа треба доктор да установи. Така. Дали имаме уште еден гледач во програма? Добар ден. Не, добро, продолжуваме понатаму. Многу луѓе се плашат да не им се оштети црниот дроб, бидејќи тој не дава овој орган не дава никакви симптоми. Кога може да се забележат некакви знаци на болест? Знаците кои ќе се забележат тогаш е доцна. Со исклучок на акутните хепатити, што народ ги вика заразна жолтица. Значи, кај заразната жолтица доаѓа до пожолтување, доаѓа и тоа состојба која се смирува во рамките на 6 месеци. Меѓутоа, за хроничните оштетувања, тогаш она што е видливо и за лаик, како знак, ќе биде во касните фази од болеста. И затоа ние нон-стоп апелираме, нон-стоп потенцираме колку е важно да правиме лабораториски тестови и покрај тоа што сме нашето самочувство дека сме комплетно здрави, затоа што првите сигнали дека нешто се случува со црниот дроб е токму тие пореметувања во лабораторијата, конкретно во ензимите.
Значи, тие ензими, опсегот во кој ќе бидат покачани, може да биде од минорен до многукратен, до 20 пати над нормалата. А од друга страна, постојат и други знаци за оштетен црн дроб, лабораториски мислам, билирубинот. Билирубинот може да биде благо покачен, може да биде многу покачен. Овие ензими кои изборевме, алкалната фосфатаза и гама-гета, може да има функционални нарушувања, кога ќе има продолжени тестови на крварење, без да примаме терапија. Значи, се оградувам од оние лица кои примаат антикоагулантна терапија, тогаш целта е да се постигне продолжено крварење, за да се спречат тромботичните настани. А снижувањето на албумините. Албумините се едни компонентна на протеините кои се синтетизираат исклучиво во црниот дроб. Значи, ако нема друга причина за загуба на албумини, гладување, долготрајни проливи, нефротски синдром кога губиме протеини преку болните бубрези, тогаш ниското ниво на албумин во крвта значи лоша функција на црниот дроб. Тогаш состојбата е прилично сериозна. Тогаш треба се да добие име и презиме. Која е болеста, која е причината, кој е стадиумот, каков тип на лекување да спроведеме. Значи, тоа е надлежноста на лекарот. Тоа сакам да го кажам. Има ли некои процеси на детоксификација со кои што можеме да го подобриме здравјето на црниот дроб? Еве, некои пијат сурутка, вела, тоа е добро. Да се сурутката, добро. Сурутката е многу, како да кажам, многу корисен напиток, корисен производ. Сурутката е богата со протеини и богата е со имуноглобулини и богата е со млечен шеќер. Сега, ние ја препорачуваме сурутката, особено кај цирозите. Значи, сите пациенти со цироза знаат дека треба да примаат секојдневно сурутка. Зошто? Затоа што нивните потреби од шеќер се зголемени, значи не зборувам сега за другата популација, за пациенти со цироза, затоа што нивните капацитети да синтетизираат протеини се намалени, па им треба дополнително протеин, им треба не само сурутка, им треба урда, им треба моцарела, им треба такви производи кои се богати со протеини. И им требаат имуноглобулини, бидејќи тие се, меѓу другото, носители на имуниот одговор. Затоа што болните од цироза имаат намален имунитет. Значи, тоа е многу корисен напиток. Сега, дали здравите, нема штета да го примаат, мислам. Меѓутоа има млечен шеќер. Значи, лактоза има. Лактозата, кај лица кои имаат дефицит, интолеранција кон лактоза, не треба да го примаат. Или кои имаат нормална исхрана, здрави се, нема потреба да примаат сурутка, освен кај лица кои имаат запекма, може да им помогне малце во полесно празнење на цревото, да. А што е со зелениот чај? Зелениот чај. Значи, зелениот чај е напиток кој е здрав и кој содржи антиоксиданси природни. Меѓутоа, зелениот чај треба да се подготви правилно. Значи, правилно значи да се потопи со вода која е на 80 степени, не што врие, и да стои зелениот чај максимум 3-4 минути. Да не го заборавиме. Не повеќе. После ќе поцрне, тој е оксидиран и тој има некои алкалоиди таму кои се штетни и тогаш не треба да го пиеме, треба да го фрлиме. Или да стои цел ден. Значи, има лица, ми се случило од искуство да кажат, сабајле ќе направам бокал и цел ден го пијам. Не е добро тоа. Значи, состоење оксидира. Максимум 2 чаши зелен чај на правилно подготвен на ден би било бенефит. Но, екстракти од зелен чај, кои ги има како препарати, суплементи, и кои се популарни кај лица кои сакаат брзо согорување на масти и слабење, се токсични, знаат да бидат, тие се пријавени, значи постои регистар од
природни препарати, суплементи, хербални продукти, каде што високо стои на листата екстракти од зелен чај. Значи, тука не треба да ризикуваме или да порачуваме по интернет. Тоа е најголемиот ризик и најголемата опасност на која се изложуваме, сакајќи да го поправиме здравието. А навистина е тоа, како да речам, тера инкогнита. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам за поканата. Се надевам беше корисно за гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.